основа на што го темелите барањето и што очекувате од пресудата на судот? Побаров ослободителна пресуда за мојот клиент врз основа на сите аргументи кои што ги наведов во завршниот збор, најмногу врз основа на аргументите за тоа дека јавното обвинителство не достави и не докажа со ниту еден доказ некаква поврзаност на обвинетиот Боре Видовски со овој кривично правен, со овие два кривично правни настани кои што него му се ставаат на тоа. Во завршниот збор детално ги образложив причините зошто го побарав тоа, односно детално образложив и анализирав доказ по доказ, изјава по изјава, зошто сметам дека јавното обвинителство со ништо не докажа поврзаност на обвинетиот Боре Видовски со овие кривично правни настани. Напротив, јавното обвинителство во сета оваа постапка се базираше само врз основа на предпоставки, само врз основа на конструирани изјави и само врз основа на изминено признание и на исказ на 20 од обвинетите. Конкретен доказ за мешаност на обвинетиот Боре Видовски во овој кривично правен настан, конкретна слика, конкретна снимка, конкретна прикажана снимка со негов лик, конкретен друг материјален доказ во вид на ДНК трага или на нешто друго, ние на сето ова судење, на сите овие досега одржани расправи, ние не видовме. Затоа сметам дека јавното обвинителство најмногу погреши во оваа постапка, дека имаме едно конструирано обвинение, кое што мислам дека во пресудата ќе падне и дека ќе добиеме ослободителна пресуда за избор. Што ви кажа Боре Видовски, каде бил во времето на убиствата на Вања и Панче? Тој во својот исказ детално го образложи неговото присуство во времето на убиствата. Најпрво, во времето на убиството на Панче Жежовски, истиот се наоѓа на работно место, за кое што беа посочени и двајца сведоци, колеги кои што работат со него во канцеларија, уште во неговиот исказ во обвинителство пред повеќе од 20 месеци, а истите тие не беа повикани од страна на јавните обвинители овдека на судењето. Понатаму, во времето на убиството на малолетното девојче, истиот се наоѓа во штабот на политичката партија, каде што е член, а во никој случај нема најдена никаква трага за него што може да потенцира негово движење на друго место. Нити видовме во снимките некаде негов лик во однос на движењето со колите, ниту пак на малолетното девојче е најдена некаква ДНК трага која што ќе потврди спротивното. Благодариме.